Драги гледачи, добар ден. Добредојавте во најновиот демократски импулс, како што умеам секогаш и да кажам, подкаст за народот. Денеска нема да говориме за политика, ќе говориме на многу други и поинакви теми со еден мој личен пријател, многу добар пријател и се радувам што конечно најде време, ја најдов време да го поканам и да ми биде гостин. Се работи за шоумен, водител, колега Марко Новески. Добре дојде. Ти благодарам за поканата. Што да кажам, убаво што ти текна. Зошто не правиме муабет за политика? Ја па да спреме за политика да збориме. Па да, секако да ја зберувам. Се мисли јас да зборам за политика. Не можам да замислам, ама не, штета па се. Нема веза, ако имаш нека прашање за политиката, му слободно. Морам да најавам дека ти воопшто ми спомна, не сакам никакви прашања, што сакаш слободно прашање, така да. Па и имаш искуство долги години, не си ти од вчера во овој медиумски свет. Толку релевантен да ми веруваш. Дека ќе знам што ќе зборам, а мајте. Добро. Така да. Марко, имам, би сакал да почнем од, мислам, лошо е да се каже од крајот, не е уште крајот, не да е Боже, далеко сме од крајот, ќе видиме. Но сакам да кажам од денешно време, не од пред 30 години. Така. Слушнав од мои довели извори дека ти си бил еден од најбрзите завиткувачи на пампрес, како да кажам, менувачи на пампрес. Ми беше едно предизвик пред некое време, брат, чуда научи. Имаш ли стоперица пуштена? Тогаш имав стоперица пуштена, мислам дека минута време за двете пелени на децата. Ама имав една замерка и со право беше тој што ми имаше пишано таму замерка, вика брат, менјаше на чисти бебиња пелени. Да те видиме кога се целите до врат, па тогаш вика да те видам како менјаш пелени, колку време ќе ти треба. И реално ветев дека нареден пат и така ќе направам, ќе видиме. Иначе Папас, не знам дали го знаеш, Папас наш саксофониста, нема везе. Он ме предизвика да видиме кој побрзо ќе менја пелени, зашто он има тројка. Ја имам близнаци, ама он има тројка. Му се роди, него да се живи здрави. Тоа видео снимаше свое. Да. Пробав да му го срушам рекордот и мислам дека успев. Кој мина побрзо пелени? Ти или сопругата? Се знае дека јас ме. Нема тука, нема. Уопште не правиме муабет. Ова е дури па и навреда сега. Не знам, да, уопште. Не се прави муабет на таа тема. Може и па само па и ти менуваш, или? Ај ќе кажам пола менјаме. Да, пола. Кој се погоди? Знаеш како е? Кој се погоди детето да измочано искакано, тој ќе мора да смени пелена, да. Понекогаш се правиме луди едниот и другиот, знаеш дека е серено, какано како сакаш. Дедето и си гледаш на страна, осеќаш дека тука, ама чекаш другиот да го фати у раце, дека тој што ќе го фати у раце, тој треба да менја, да. И само се правиш нуден. Види Марче, јас на пример околу тоа немав проблем, имав проблем околу бањање, тука веќе ми беше страв. Да, мене не од прв ден ги бањам. И не може. И за бањањето сум јас повеќе задолжен. Денеска жена ми ќе ги бања, ама зашто нели? Јас сум тука во демократски импулс, бе брат. Нема една реклама, не е на штета. Жената менја дома пелени. Мажот е во демократски импулс. Ќе видиш дома ти после. Да, ќе видиш дома после подкастот кој дам како блешпер нека. Ама извини, ја знаеш, да ја ќе ги бањам, ја ќе менјам пелени. Една недела. Да. Марче, би сакал со те да започнеме. Не се лутиш ако сме на ти, нели ти се познаваме долги години. Би сакал со тебе да започнеме. Ако се согласуваш, например, од тоа, не кој, знаеш, ја секојаш ќе упав, например, кога ќе ме прашат увакви подкасти, например, кој е Трајчи, или представи се, многу ми е глупо, кој е Трајчи, сваѓа. Така да, имам од тоа упав, не би те запрашал од тебе тоа, би те запрашал кој не е Марко. Кој не сакаш да биде и кој не си ти. Предпоставам, не си лош човек, не си дрн, мислам, сваѓаш.
Абе, да, се надевам дека не сум лош човек, нели, тоа на крајот ќе кажат делат и луѓето околу тебе. Кога ќе си умреш и кога ќе им се отворат устите. Има време. Тоа е за. Ама има време, до тогаш тераме вака како што е. Не знам кој не сум. Но никој не те прашал 100%. Да, никој не ме прашал, ама не знам, не сум турбо фолкер. Не сум пијаница. Сега боќе не сум ни пушач, што ми е многу мило, веќе неколку години. Не сум од оние луѓе што забиваат нож во грб на други. Значи, збориме сега за пријатели, нели за ваму таму, за тие што се блиски. Оговарач си? Не сум оговарач. Ја не те знам кој тако, па може и си засменил. Не сум, ете тоа што го спомна, не сум оговарач и многу луѓе ми се налютиле околу мене за тоа, затоа што пробуваат да извлечат некои муабети од тебе и на крај не си ми интересен и така. Не ти се љутат, туку на дистанцата ставаат одма, да. Марце не е интересен, не кажа ништо. Па ти пречи што сега ми беше многу интересно откако се случи во Кочани, нели, целата трагедија, што луѓе доаѓа и ме прашува мене, извините што се насмеав, ама смешно ми е целото тоа ми доаѓа. Брат, што се случува со Панчо, информација нешто. Луѓето, хајде да знаме, кога што вие знаете, толку знам јас, дури да знам нешто, тоа ми било кажано во доверба. Нема да го кажам на никој друг, па да. И одма тука, ете го, знае нешто. Не кажува, добро, лешме. инволвиране. Одма сум. Ама и веќе ме знаат. Тие што ме знаат, ме знаат. Тие што не ме знаат, ако сакаат, нека ме прифатат така, па ако сакаат, не. Што да кажам. Марше, се надевам во овој подкаст дека ќе си бидеш искрен и отворен како и секогаш, Секогаш сум, да. Подкаст е не е ни телевизија, впрочем. Треба да си Така да- поотворен на подкаст, така ми Да, барем. да. Моето искуство е така. Така да лабава. И треба да заплачеш во некој дел од интервјуто. Од Ти подкаст. си ми гледал мој подкаст изгледа? Да. Имало такви моменти, имало. И ја Ама ги- кажеш бе, ги- кај нема да заплачеш? Ги почита, па не си некој плачка ти сега. Од не знам. кај не сум плачка, јас не сум плачка. Ти ќе ми кажеш дека не сум. Марче, Повели. кажи ми, од кога го влечеш она дај побрзе? Претпоставам дека сите и те викаат, Марко, дај побрзе. Не, веќе се Дали има прва ти беше дај побрзе. промена. Не ми беше прва емисија да ја побрзе. Претходно имав во МРТВ, како му доаѓа, во македонска телевизија. Имав емисија Волшебник. Излегува неколку емисии, така и тоа беше моето прво телевизиско емисиско искуство. Претходно имав снимено една-две рекламички, спотче, такви работи, ама прво како емисија искуство ми беше во македонска телевизија, тогаш некоја словенска продукција беше дојдена, после се случи некоја глупост, како и секогаш, нели, па тој си отиде, па вака така, па пари во прашање целкуп. Но тоа не е важно за некоја друга ситуација. Тоа беше мој прво искуство, имавме само 3 емисии, ама тогаш ми се роди она желбата ми кликна во мене дека тоа би сакал да го работам до крајот на животот. И после само веќе еден период немав никаков фидбек, ме разбира, пробував. Натаму бев на аудиции одбиен и за ред емисии не е важно. Почнав да се разочарувам и случајно ми излезе за емисијата Дај побрзе, на плажа ме видоа ме поканија, Дај побрзе, ти а беше тогаш тоа? тоа лето имав уште едно големо разочарување, пробав, конкурирав на ФДУ и ме одбија во втор круг, на малте не на крај, нели, чекаш влегов во потезен круг и ме одбија и тогаш више мислам дека во депресија почнав да влегувам, дека ништо нема да биде од тој лајфстайл, мислам, нели, по тоа што сакам да го работам. Ама се сменија работите, викам преку ноќ и најнаш све се тргна како што Слушај, треба. Баш и подобро што си падна во депресија. Замисли во степичка јама па да си падна. Да. Па не да е Боже, па Довел тоа е бегај лајно, таму, кој да. ќе те вадел па после. Уште, немаше да ме пикнеш овде. Да. Нормално. Марче, аман ме брат, уште. Уште не. Што е? Слушај, замисли па да те викале волшебник. Нели си почнал како волшебник, па Да, многу да. подобро ќе било него да побрзе. Замисли, Марче волшебник. Волшебникот. Што не знае Марко ни еден волшебник. трик. Најго беше не знам, таа емисија имаше понаучеше многу нешто. глупости се случува на тоа. Одевме низ градови брат. Бевме го Кичево и во Гостивар. Кичево, Гостивар и не знам уште кој град. Снимавме во спортски сали, И значи што со беше публика со све. Има и како игри без граници, се брка луѓе се ова она, ама во и како магични трикови да речеме, треба зајчето го гледа тука, па треба да го најде таму, тоа му се крие, му бега низ некој. Интересно беше, мислам, стварно окей направено, ама многу голем залаг беше, се случуваше во живо со големи екипи со ова сона и ти викам направија една-две емисии
парите што требаше да се свртат таму се свртија и најдош луѓе што беа во тоа имал веројатно да ги снема од мојот живот, не знам. Бев исплатен. Мислам све онака, све си завршува регулар, ба ги снема. Тоа е. После дознав дека си отишол човекот во Словенија, мислам така нешто ми кажа, па ќе кажам, не сме те луѓе што замарат со рекла казала. Завршува таа приказна. Како добро искуство, реално. Види, во Македонија, да не кажам сега, ајде, еден фудбалски клуб, може би најстариот сега, да не кажувам кој, играв јас на таа утакмица кога 100 години правеше фудбалскиот клуб. Во некои потесни кругови се говори дека клубот има 100.000 евра земено од УЕФА, ние не видовме ни пет евра. Добро, така да тоа ми е, вообичаена приказна, познато. Лоша македонска приказна. Македонска народна приказна веќе може да биде. Знаеш дека јас имав емисија македонски приказни, са ти може малку и сериозно не си видел таа. Да. Последната ми беше со Игор Џамбазов. И Војче Китановски заедно ја ги споив, тоа беше сериозно, тоа е супер бе брат, две легенди, браво. Одлично, голем поздрав за двајцата. Па Војче починат. Да, Бог да го прости. Да, Бог да го прости и Игор Џамбазов, голем поздрав. Игор е жив. Да, жив и роден ден му беше пред некој ден, тоа сам беше среќен роден ден. Се блокира во паметот. Добро рилче ќе искочи од ова. Сега да смееме, ајде. Јас и ти не можеме да се насмееме. На свој кик си лапсус најубаво да се насмееш, да си признаеш дека си морон. Абе, и тоа е тоа. Не, многу го са. И да побераш прошка од луѓето како мене. Да. Марче, да се вратиме сега во твоето детство. На твој 13 години татко ти, не знаејќи како да го скроти... На 30-тина? 13-тина. На 13-тина. Па ти сега имаш 32, така. Да. Татко ти, не знаејќи како да го скроти твојот темперамент, те запишува на ватреполо. Од никогаш не знал ватреполо, да. Ватерполо, така. Ватерполо. И го скроти ли тој темперамент? Абе, да ме научи на ред и дисциплина. Ватерполото, брат, дека тога сватив што е ред и дисциплина. Знаеш, дома малце бегаат работите, моите ми дадов во еден период пубертет, тогаш и слобода малце повеќе од што најверојатно требало да ми дадат, па почнав да се занесувам, кога влегов во пубертет, мислам, тоа на старти ме пресече татко ми. Виде дека неке каде ќе оди приказната ако не се превземе нешто, и едноставно по една моја направена глупост, нема везе, детска глупост, така како дојдов дома, ме собра, ме рече влези у кола сега со мене, каде? Низ збор до Базен Карпош. Застанавме таму, да, и прво на пливање, Зуф, мислам дека се викаше тренерот. Леле, да не ми греше, да не ме взимаат за зло, мислам дека Зуф беше, така се викаше човекот. Кај него почна пливање, не поздравувам више. Не знаме дали мртов или жив човекот. Тој кај што не сум излезен од дома година и пол веќе со деца, не сум не години 2-3 месеци, како немам допирна точка со надворешниот свет и не знам што се случува. Чат пат, нели Инстаграм нешто ќе видам, ама тоа е кратко. Се нема време. Да. И прво отидов на пливање, ме запиша, ама и таму темпераментот го препозна тренерот и рече дечкото е за ватреполо, боле не е за пливање, пушти го таму да без неа. И колку време тоа? Па некои 5-6 години сигурно тренирав, да. Не, 2 месеци. Не беше 2 месеци, 5-6 години тренирав, ми влезе чивијата, не, претерав со 5-6 години. Од на 14 години почна, 17, на 4 години, да. На 17 години, тоаш му удри, се извинам, израз, сега малце, ама, нели, сперму глава, што викаат. Ти рекол слободно. Да, и почна тука брзините да се мешаат, веќе спортот не беше приоритет. Бенд наприв година, дена пред на некои 5-16 години. Пубертетот. Група, да, пубертетот, мисля, почна више да ме мене тоа, не знам што и... Ја па вака, што поише жени ќе ми донесе. Што поише девојчиња жени, па ја на 16 години жени ќе ми донесе, Марче, молим те. Што поише девојчиња, нели, што ќе упали ке повеќе девојчиња и така. Почнав со свирење, бенд направив и престанав да тренирам ватерполо. Па после тоа сватив дека со спорт боле. Што позиција беше? Каква позиција? Крило, брат, крило. Значи ти гол даш. Беше добар, акцијата влечев се чанки после да може да се среди акцијата. Ме даве. Ме даве и по јајца ме мава и ме гребе аз. Како по јајца во базенче? Во вода, брат. Нешто се случува под вода, што сме си правеле. Штипење, мавање,
свет, па и кога ќе доеш во ситуација, па и сме се гризале за врат тука ќе го фатиш ќе се. Има ли гризале. суди таму? Ами имamo не теглија ќе се раскапат у вода. Што па тоа забран да. Судија. Ме нема. Не се така прљаво си играш. Прљаво посебно дека дечишта и намерно ве оставаат малце нели да се исчеличите. Тоа што би се свирело ова во фал, гледа судијата дека се маме во вода се. Намерно пуштавме ногти на нозе. Намерно ногти на нозе и влегаш у базен, масакар го правиш тој брат што го чува, со нозе го гребеш под вода. Што збори? Да. Цело, ме иска тој гребаници тука целиот. Тоа, ама и мене ми го правили исто. Има ли таму црвени, жолти, не знам. Или... мислам дека има нели 2 минути, имаш исклучување, да имаш исклучувања и на крај не знам после колку исклучувања, не ги знам више правилата. Да, црвен си добил некој си. Има веднаш, да, исклучување, игравме со Славија од Бугарија. Тим тогаш деца некој како нема везе, ти се степав. Глупости. Мислам детска работа, тој му нешто ме влечеше појак беше од мене и комплексите удрија на виделина, нели се напнав. Женска тегля. И да, и викам сега више кој е боле од мене и ме дави наоколу, боле да го удрам и да ми збркаат него да се бламирам цело време. И го удрив 2-3 пати, тој не се ни помучи да ме врати, можеш да замислиш колку болело. И така, ме избрка од игра и тоа беше тоа. Кога ти беше крајот? Да, ма тоа беше единствен испад што сум го имал така на овакво. Иначе другото сум играл пливачко ненормален. Ки излезеш после тоа, повраќаш после такмица, душа немаш во тебе. Ама тоа е, не челиче, бе супер работа беше, супер. Не знам сега до каде е ватерполо у Македонија, ама мислам дека до никаде не. Јас имав другар што тренираше професионално, играше ватерполо, голман беше и бранеше и за репрезентација. Мислам дека веќе и да не постои. Да, не знам. Ватерполо. Да. Жалосно, мислам тој спорт. Еве србите на пример, светски прваци се во ватерполо, значи кога може тоа не е национален спорт, барем исто како да. Рачунај ги нив се кошарката, ватерполото на највисоко на пиедестал, да. И фудбалот добро. Сега, ама овие им се па најтрофени спортови двата. Баш овој околу штипењето што ми спомна, сакав да направиме на паралела со ракомето, знаеме дека Добре, Јарко, дека пикер дали сум штипкал девојчиња, викам да кажам не одма. Не сум штипкал. Не. Значи си штипкал. Значи пикерот го јаде најмногу го штипат. Да, па гледај. Камерата не го фаќа, ама го штипат. И сидрото во ватерполо. И они исто имаш сидрото и што како пикер, така се вика позицијата. Тоа е баш буквално како што е пикерот во ракомет. Так. Седи тука во центарот е, он се бутка, се бори баш пред голманот и голем дел од акциите сега он или ја гради акцијата или ја завршува со шудогол тука. И нема и на многу лоша позиција исто, се маваат, се тепаат, ужасно. Дека сите и разликата која е ти со сите кои се чуваш во ватерпол, на сите други позиции се гледате еден према друг, вака. Те позицијата на чување, тој ти доаѓа од напред. Значи... А сидрото се чува со грб со противничкиот играч. И мавањето е тука, тој од позади, ти викам го гризе, го мава од позади, се штипат за овакво, го фадиме под вода за ѓајца. Ти благодарам многу што ми разјасни околу се во ова, заради тоа што сега веќе гледам дека во право еден поранеше наш премиер кога вереше сидрото влече нанапред. Он на тоа мислел, а ја па не знаев она што мислел. Тоа е тоа. Сине просветлич. А да ти напред он играл ватерполо 100%. Да, најверојатно да. Во Горни Милановац. Да се нас. Добре. Ја не знаев, ама се бива. На твоја 21 година, веројатно после ватерполото, се случиле ролерките. Са не знам точно како ги нарекуваат. Ролери, па ќе кажам, многу дик животот ме влечеше напред. Како да кажам, белите, ама искалкулирани бели за да бидам мангу пак пред девојчиња. И ролерите пак послужија за тоа, пак ќе кажам. И почнав да возам ролери, ама пак ќе ти влезе чујата, пак ќе кажам, ќе почнеш да правиш нешто за една работа и после се пронаоѓаш во тој, почнеш да го правиш од чиста љубов. Така беше и со ролерите, почнав да го правам заради девојчиња, дека и да се собира во парк наваму натаму, па нели. Ама после тоа се спојува со една друга екипа кој што возе агресив, рипа, пустеа правеа и ми ја турија чивијата за тој дал како да кажам на ролери возење. Никогаш не сум бил нешто посебно добар, баш што финти правеше нешто скок. Не колку брат се знае 2-3 трика и тие си ги правев, да. Ќе скокнеш од скали, ќе ова, ќе она, не се кажа. Сум паднал како не. Нема везе, ама ти ќе пробуваш, ќе правиш. Поише дружбата со луѓето беше, нели, ќе се зезате се дружја, па сме скачувале на водно, па сме се спуштале надоле со ролери.
супер работи. Мислам подкачане онака. Ролери одводно, брат. Да, супер, какви будали имаме, брат, да знаеш тука кај нас најпозитивна смисла на зборот. Дечки кои што сега веќе и се постара генерација, не знам од помладиве никога, ама не знам, Раде, Бушав, имаш Хакер тука, свирле, Кирца, дечки кои што Марче Диви кои што возеа, брат, јас жими се викам да им се даде нив пари, ќе беа у светски рамки, ќе беа дечките, ќе компарира со останатите, ама за жал Македонија. Значи малку треба да се вложи во тоа кај што можеме да бидеме. Страшни момци, мене не ми се веруваше дека стварно кај нас имаме дечки такви атлети кои што можат да прават такви работи како што правеа. Ја ти кажам, ја 2-3 кај гледаш дека истен дали те вучи. Так, сигурно што е така. И толку. Овие возеа брат. Овие дечки возеа, дел од нив после продолжија да играат и хокеј кај нас. Играат и хокеј сега исто во некоја лига и ајс хокеј, стрит хокеј. Дел од нив возат мотори, кросови, екстрим, такви работи, сите се така. Откаѓај момци многу способни. Да погадам и секој од нив на професионален план многу. Кое време си се зафатил со тоа сигурно дека влијал на тебе, како се викаше филмот со скейт, кога возат низ ред улица, па бркат девојка, еден плав, еден, како се викаше филмот? Не знам. Да не си го гледал тој филм, не? Трешин на времето ми текна. Леле, Трешин, прв скејтерски филм, што сум така, тој ми беше. Да, со старите скейтборди. Влијаат ли тие филмови за да ги навлечат младите за да го сакаат тој сигурно, спорт? па сигурно. Па е спорт, влијаат. така да, спорт. да. Сигурно влијаат. Кај тебе влијаше нешто такво или? Не, па ќе кажам што влијаше така мене. Девојки. Да, хормоните. Тоа е тоа. Добро, женските ти оделе, си се срам, каков... Не сум бил никога срамежлив, не сум бил некој... Женкар си бил или повлечен? Брат, женкар. Па Не добро, знам са како да две-три. кажам. Една ни една. Сум знал да правам муабет со девојчиња, ама не сум бил па идиот сега некој, барем се надевам, не знам сега да не искочат утре демократски импулс 20 девојки, Марче Селјаков. Анкети ќе правиме Па полиција. како си кажам 20 девојки, како девек. Дел, само мал дел. Тоа е глупост. Чекај, ти од тогаш не сум срамет, до сега нема си како имал ќе кажам. само 20 години, 20 девојки. Не бе, тоа кажам само мал дел, што може да додат да се пожалат. Дај да се. Молим ти се. Тоа ми било најако кога ќе ми кажа во животот, бе, Марче, тие женкари ще се утепа, браче, девојчиња. Ја у животот 3 дугачки врски. Како да га, една од 17 до 21, две, после друга од 24-5 до од 26-7 до 35 и сега последната што се оженив. И тоа е тоа. Марче ебачот. Измеѓу валја нешто ништо нема. Абе се има луѓе. Ајде, Ама никој не слуша. Ќе рачунаме тие, нели, дугачките врски. Последната врска не јас. Ето е тај последни. Живи Да не мајка втора слушне ме. точно. Па кога може женските да викаат втори ме, само. Трета. Ти втори си ми, зошто ја да не може така. Се. Види се, од никогаш не мислам. Не е било јасно, еве, јас сум така широко умен, како да кажам. Девојките, на пример, знаеш, онака срами ме да кажат повеќе, не знам, од 5-10, секојаш, нели, втор. А ние, па, фалба некоја 20-30. Ама гледај, сум го правил овој муабет со женски за ситуации, демек што ви смета на вас мушки дека некоја ете била со 50 души, нема везе, 100, колку и да се ми, на секого различно му сметаат, нели, бројки, да, ете, била со одредена бројка. Еднаш го правим тој муабет, демека вие мажите, викаме, влези ти реално, ќе правиме муабет. Влегуваш во кафана со дечко, нели, кој што убав ваму таму и знаеш дека е женкари, влегуваш у кафаната и најдеш гледаш. Една девојка со која што бил, втора девојка со која што бил, трета, четврта, пета, шеста. Најна седењето тој кафич нема да ти биде исто и седно, цело време ќе му го пратиш погледот ке ова ке она. Сите сме во одредена фаза, нели, имаме до некоја граница до каде што само глумиме дека. Ама да сите ни пречи одредена бројка или не знам. Не се замарам зашто премногу сум више, ќе кажам, 45 години, да се замарам за тоа кој со кој, ама не, сериозно, више не ме тангира муабетот кој со кого и колку спиел, сериозно кажам, вака ќе го завршам се ова. Да, више не ги ни правам тие муабети. Со луѓе кој како дали спил, дали не спил, што правил. Не за спиење сега, може па и да, да добри за спиење. Да, добри за спиење. Не за секс зборевме, не за спиење. Да. Спиење, да. За секс ти си збореш, јас за врски. Ја за спиење зборев, ја не плавам, не пишам сега да спие кај мене. Сај да ме ја те намери се. Извртен муабет, а да никој нема јас за што муабет направивме.
Со тебе се извртено, бе, брат. Да, све извртено. Само јас не сум обратен. Да знам дека си нема ние да се дружиме. Ке биде, не знам. Што ќе правиме, бе, бро? Ме плашиш вака кога ќе ми кажеш. Марче, кажи ми, не те запрашав во тие години, во тие денови кога ти беше, не знам, со ролери. Кај се собиравте најмногу? Што правев? Во парк еден период претходно и пред ЦК, тогаш така сигаше, сега е владан или на Република Македонија. И сега никогаш се реновиран никога Северна. Не може брат, дури и да се потрудам Северна да кажам, не сум така програмиран. Од дете, од дете, не, сериозно, еви на настани ми викале, Марче, пази, демек, влада го спонзорира настанов, го организира, мораш да кажеш влада на Република. Ти смета ли тоа, брат, еве, не збориме за политика, него еве на мене лично ми смета, например. Брат, таков тој збор едноставно. Не ни тангирам, за жал во светски рамки више така сме признаи, да, ми смета. И ми смета, зашто знаев дека ќе повлечи други работи кои што ќе се одразат на сето дека што се одразува, да. И тоа е тоа, дека не е толку едноставно промена, само дека име ќе смени и све ќе биде мед и млеко наеднаш. Ама така беше и тоаш периодот, луѓето беа нека лоша ситуација, премногу работи собрани и никој не може да се соберат. Значи сепак сидрото не влече на напред. Да, во Македонија не влече, брат. Во Македонија сидрото не влече. Да, вај не знам. Нашето сидро, вајде извадено ни е сидрото, немаме сидро, ние па се терај некаде сме, да. Каде си? Или уковани сме во место, па бродот кај Галина на Вардар се не одиме никаде. Стоиме само и се распаѓаме во место, тоа е тоа. Една Галија сега, имавме две, мислам, сега има една. Се има само, не знам, не сум поминал. Му влегува, го направи парто. Што да? Нема, една. И тоа. И таа што сакаше да влече. Да влече ни тоа, ништо. Ни тоа, да. Сакаше низ брдот, ништо не битно. Марче, кажи ми, еве, например, ти си спортувал, многу ќе збориме, тек сме почели. Ти сум спортувал, ти сум се пијачал. За многу спортувал. Да не се лачеме. Да, и за тоа ќе него, еве, сега имаш ти деца. Дали би советувал, би сугерирал, да кажам, на твоите деца да се занимаваат со некој спорт, например, дали би ги насочил? Да, ќе пробам да сега може начин да им бидам пример за да го засакаат спортот. Пак на крајот од денот своји луѓе ќе бидат, нели, ти можеш колку сакаш да ги форсираш до ова дона. И тоа што сум зборил неколку пати, сите имаме фази во животот каде што престануваме да сакаме од инатле од ред работи, го правиме тоа што нашите да учеле, не обучували. Сакаме да пробаме ние што знаеме и дали нашиот пат начин е исправен. Многу често се гориме затоа што нашите ни зборат од искуство, нели, ти даваат совети и така натаму. Ама убавото што ако твоите те обучат, нели, те одгледаат како што треба, те воспитаат, сето тоа после некое време се враќа пак. Ако ти им го внесеш, ако го засакаат твоите деца спортот од мали и да го прекинат, после на одредена возраст повторно ќе почнат да го практикуваат и да го, како да кажам, да го живеат. Исто и со книгата, исто е, не знам, и со... Како мислиш со книгата? И па, ако сакаш да читаш, па да, како некој може шахот да е спорт, зашто не читање книга спорт, брат? Шах на диви води. Ама, не знам дали си видел дека има бокс, шах, играат како шах и на овакво, да, и ако му напри, не знам, шахмат, ако му земе фигура, му мави бокс, нешто така ме живе, мајка ќе го најдам. Ти луда работа. Луда работа и седат со боксерска ракавица, седна со другата мрда, так на тоа, так, бам, станува му лупа едно, пак так, бам на него. Добро, што ќе се случи Ако има реми, како реми ако човек го падне? Не, па победил другиот. Победил. Да, значи независно шах дали или шахмат или нокаут е победа. Нокаутот е шахмат. У шахбокс. Откажана работа. Луда, планета е моментално најлуда од секогаш што била. Сериозно ти се што има да видиш. Не сум знал за овој спорт, ама еве. Па нема и она слеп контест шамари мамање. Што е па тоа спорт, кажи ми, жите сме. Седат двајца будали, се гледат очи, си малат шамари еден со друг. И уште едно 2000 публиката. Да, и уште 2000 забегани. Ама не, сериозно не свај. Види, јас во средно училиште, школа, како да кажем, имав прилика да учам шамари, мамање. Со еден лик, така малку зафркнат, и сега избега на еден од многуте часови и отишол се скачкал со некој дете што имало физичко.
ова е вистина. Ти или на мене мален шамар. Значи шамар малку го потватил на окото, детето до ден денеска е далтонист, така се викаше. Да. Не разликува. Да, добро гледа шамар. И сега Исус, и сега замисли сега, знаејќи го дека е можно тоа, ако погодиш около, како Да. може тоа да е спорт, не ми е јасно, мај. Не, вака глед, имаш нели боречки спортови, како што се, еве ти дури UFC, бокс, нели, џиу-џитсу, џудо, карате. Бокс имаш и умираат луѓе. Да, и Сад пак, спорт е. и пак го прават, да, и пак го прават, ама во боксот имаш брат тактизирање, имаш вештина која што ја учиш со години, имаш надмудрување со другиот противник. Ова И сила и- жими се, да и сила и кондиција. Ова не го разбирам. Двајца будали седнале на еден наспроти друг застанале и си маваат шамари. Која е тука вештината, која е тука тактиката, што е тука? Како да ти кажам, многу ми е дебилно и Тактиката идиотски. е да се здебелиш 25 кг. Да, и да ме лупнеш да ти е потешка рага, е тоа, да го по... Глупости, не знам, не ми е. Замисли- Поштуваме, сакам многу бокс, си пратам, гледам и UFC, гледам, сум тренирал и кунг-фу и ме разбира, се ми е окей. Ама, ова не го разбирам. Замисли да го утнеш и судијата да Точно, како е закачи. него. Па тоа ќе биде поинтересно, него целиот надпревар, бе. Како фрилс има у тоа, а? Да. Летат судијата. Одлично. Судијата. Пази судијата. Втор пат ќе ми се случеше. Студена ли е Еднаш чашата, ја спаси. знаеш? За мосе, добре. Добре. Срце е вака, ви. Тамане. Сега спомневе дека си тренирал и кунг-фу. Кажи ни нешто и за тој период од животот. На И там мора да се колку време помине. тоа си го? Не знам тоа 8-9 години. Научи да се тепаш. Научи, знаеш да се тепаш, ама треба за таква работа или тепаш да си или не, брат, што. И јас што викам, едно е да го научиш, треба да го вежбаш цело време ако сакаш и понатаму да си добар во истото, ако не го вежбаш, као и секој друг спорт и секоја друга вештина, брат, отупуваш. Затоа не знам што да кажам. Може би некој сум знал да се тепам сега, ама не сум се тепал никогаш, така да Марче. не знам. Знаеш како, викаа дека обично, викаа дека машките збудалуваат или на помлада возраст или како деца или на поголема возраст. Кај тебе некако на постар, мислам, по возрастна возраст, би рекол, во однос на пороци на такви работи. Ако не сакаш. Вака, ја созрев, можам слободно да кажам на 35-6 години, брат. Тогаш ми дојде памет у глава и да речам Значи, чекај моите малце, да. Да речам малце, ајде да ја доставиш. Иначе претходно си сакам да си искачам, да се дружам со другари, да се заклабам на вечер. И ми беше супер. Си Ама пробал се у животот. па да, како сум се забавljав во животот. Да. И како да кажам, сваќаш еден ден стан, значи викаш доста нема поента сето ова, нели. Подобро квалитетите што ги имам да си ги искористам на друга страна отколку вака. Така, знаеш што брат, мислам, ја и ти се договоривме дека искрени ќе бидеме Да. со Наден Моаметов, не ти пречи, не ти смет. Нема. Те прашувам заради тоа што многу луѓе не гледаат да некој впечаток да добијат, некое си мислење, што мислиш ти за тој период за сега? Еве на пример, дали тогаш си имаш впечаток дека си бил во некоја бунила на пример? Дали иста реалност имаат тие луѓе со, не знам, со Брат, пиење, кога дали не си доволно дали му е стани, не знам, сваѓаш, спиење, Кога си уморен, вака ќе кажам, кога си нели уморен, не си спиен доволно, не си здрав доволно. Што правиш, јадеш, стануваш, спиеш. Јадеш, стануваш, спиеш, да, гледај, јас си ги Ноќен бркам живот. работите, немаш мораш да ги збркаш тековно работите, што ти се дека сепак од тоа пари нели заработуваш. Ама тешко како сега. ги завршуваш, да, колку ти е тешко после тоа и за да си најдеш нели, јас што викам, енергија да надополниш во тебе, односно лажна енергија, тоа ќе земеш, ќе седнеш со другари во кафање, ќе бапнеш 3 раки, ќе ти дадат тие сила, стани тука и сега најдеш пак почуваме, пееме, рипаме, сакаме од земја све. И наредниот ден пак станеш и пак ти е лошо, и пак го правиш истото, и пак и еден ден станеш и ја тоа си го реков на себе, викам, не на добар пат сум, ако не века сум алкохоличар, нели. И човек со породица, затоа подобре да превземеш нешто отколку тоа да ти се одрази па ипте на здравје. Јас имав среќа. Колку си Мене- пробувал да го оставиш, а не си може ли одма си го оставиш? Не, одма брат. Секогаш кога ќе наумам нешто во животот, одма го правам. Одма го правам. Така беше и за цигарите, така беше и за алкохол, така било за све во животот. Така и за луѓе.
Така и со луѓето, па ќе исклучам, некој исклучен, готово. Марче, меѓу другото те запрашав ова заради тоа што еве на пример јас сум играл професионално фудбал 19 години, паметам и са пази за тие 19 години, а јас сум имал, ако ти кажам, нека сум имал испаднато 3 пати дали, 3 пати. Во животот зборам еве за тие 19 години. После тоа да, ама додека сум играл фудбал, на последното испаѓање бевме во Дојран, имавме карантин. Напуштив со уште тројца соиграчи хотелот, нормално тренерот не знаеше ништо, напуштив, си поминавме супер, но на утрешниот тренинг верувај ми дека не знаев каде сум, а не пат секој замисли секоја недела или секој ден. Не, па ти викам, лажно мораш да тренерот ми вика бог со лева, јас од десни. После викам шо правам? Ова се контра правам, се несвесно. Не бев сконцентриран. Така и у животот. Така ти во животот стануваш, денеска си изборал да речеме едно сум се договарал со тебе, сум бапнал 3 раки и изборам со тебе. Трече нешто ќе правиме, вака ќе правиме, она ќе правиме, ова ќе правиме. Наредниот ден станувам, не знам што сум зборал. Ме разбираш? А не па не па да му се јавам на трајче за да го сработиме тоа што сме збореле на пијано. А исто и трајче спроти мене дека имам цврцнат со 3 раки од него и него му е гајлене, ти знае, ама добро сме си поминале вечерта. Битно моветот, остана мовет. Да, остана моветот, тоа е. Марче, имаше еден период во животот што проба и со хумор. Ако не се лажам, јас те паметам добро. Во однос на кога напре еден скеч со Јанко, тоа беше за тротоар. Со уште неколку такви. Брат, тогаш беше тоа и тоа беа добро. Голем поздрав до цела екипа од тогаш бе. Тогаш работевме за Томато продукција една екипа. Голем поздрав до Рашо, до Тони, до Љупа, до леле кој ќе заборавам сега, да не заборавам некој. Огнен, и до мама и тато. Теди, чекај, ги имам. Леле, нека ми извинат ако некој заборив, ама бевме една многу профи екипа, која што ни текна на заебанци една вечер да почнеме да ги правиме тие клипчиња. Ама чекај, ти спомнал сега за заебанција, ама студиото буквално. Не, во студио све беше, да, ги правиме, профи екипа. Не, ти викам, си бевме екипа, не ни Осап Јанков, најдовме канцеларија таму што личеше на тоа, ја склопија тука екипата, ти викам, Рашо, како е, чекај цело, онде сега и режисер, наш Петрович, само нема везе. Ајде. Да го најдам сега листа за точно ми презиме, дека Рашо си го викам, не го знам, видео сум. Да, и сега наш режисер филмски, многу способен дечко, голем поздрав. Ги правиме на заебанција и мислевме дека супер ќе поминат, дека сите ќе се смеат и супер поминува се дека не седна на состанок, тие што беа спонзори тогаш на емисијата, вклучително и газдата на продукцијата и не направија пемпере, мислам, како ние сме биле селјачишта, неурбани фраери, како сме можеле вакви селјачки фори да правиме, да пуштаме. Бане ве напри пепел. Да, не напри пепел. И тука ни суби желбата за Штета, многу добро беше тоа. Па после некое време ни вика пак да ги правиме, ама екипата се распадна, брат. Екипата се распадна, голем дел од тие луѓе си отидоа, мене ме убедуваа дека јас сум човекот за тие видеа и така, ама не сум ја од тие луѓе кои што прават нешто на своја рака, го почнал со други заедно. Ако ја услов беше и со тие луѓе заедно да се прави или не. Како можеше човече бурекот со Абе глупо си, тоа беше забавление, брат, се дувавме. Седеме до 3-4 саат. Тоа ти беше многу добро. Ние ги правевме, само ти кажам се забавлявме таму. Затоа и било толку собрани, да, и се смеевме тука, ово, и снимавме како да дигам 2 сата ќе го снимаме, 3 сата, тоа 5 минути нели трае. Ама ние се смееме и така. Ќе се опушти на крај ќе излезе нешто добро. Можеш ли, мислам 100% ти го паметиш и скечот сега конкретно зборам за со Јанко. Да, Јанко беше многу мангуп, голем поздрав до Јанко. Дали сте се виделе, дали ти замерува дали? Не, воопшто Јанко излезе најголем мангуп од сите. Ме викна дури и ме покани кај него во емисија и ми беше и после тој гостин од мене во емисија и зборевме за тоа. И ден денес го збореше клипот пред некоја година повторно го пушти кај него во емисија и повторно збореше дека тоа е најак клип што го видел за него напред. Мене ми изненади, јас искрено дека со него претходно се познавав лично,
кога го направивме за него скечот, ми беше малце незгодно. Викам Му се сега кога јави ќе ти? го сретнам, не му се јави, викам сега кога ќе го сретнам дали, па се надевав дека нема да го види и најдна слушам муабе дека Јанко Како го би да видел, го види? Да, го пуштил кај него во емисија, дека се смеел, дека вака, дека и после некој време ми се јави, и јас искрено отидов резервиран кај него во емисија, викам сега ќе ме седне, дека писа на уста, способен е многу сега за зборење. Викам сега кога ќе ме седне, смело ќе ме направи пепел тука, ќе ме фати тесно, ама ајде нели млад, викаш ајде бе, па што е, неке. Отидов, ама беше толку многу коректна, брат, си направивме супер муабет, баш за тоа ме прашаше све. Ме збуни. Остана збунен. Голем поздрав за него. Зашто има од останати ликови реакции. Памтиш брат некој вака еве чисто ако И Жаре Бербер ми беше легенда. Жаре Бербер исто. Да, и него прави беше? Жаки Јанко, Брицо. Жаре Бербер? Жаре Бербер, Васко Евтов. Васко Евто. Да. Во тангент нали беше тоа, така некако се викаше во тангент. Во центар. Ама знам Не. него смени ти масе во Да, не знам како се тангент, нешто и така во беше Кјош некако. или во појма немам, нешто направивме, да. Сум заборел. Не знам зашто Тоа беше е. 2010-11 година, така нешто ги правевме тие. Би пробал ли да изгумиш нешто сега вака? Не знам ништо, знаеш Не како си- ги глумам работите, не, ги гледам таму, во моментот да речеме Јанко го гледав, изгледав неколку видеа пред овакво, седнав и почнав да се смеам и така, не, да. Не, и за Миленко имавме направено, за Миленко со Миленко и за косата, Билјана тие Секуловска. памтам. Да. И за Билјана Секуловска. Да, и Миленко добро помена, тоа што не ми се љутеше. Па добро, во принцип никој не ми се наљети. Мислам дека малце ми зема при срце Васко, ама дека му помена после тоа. Па Васко најголем лют кој изгледа. Вака. Што споредуватиш? Не, после тоа сум се видел со него, сум работел пак. Не ми изгледаше дека ми е лют, дознав од други луѓе тогаш дека наводно малце се поднавредил. Мене не ми беше јасно зошто, затоа што нема зашто. Нели? Ама ме види, јас тоа на пример го доживам. Ама не како знам, ова се реклама. пак ова е сега оговарање од моја страна, дека ова е муабет кој што ми го кажале други луѓе. Мене Васко никош не ми замерил за ништо, ниту После ми се... Марко не оговарал. Да, молим те, се убив сам со муабети, бе. Ајде, демократски импулсетот. Не, Ќе памтиш не. тука До гостување. Ама ќе речам тоа, муабети, а луѓе во денешно време па знаеме Ти дека ќе се се злобници вадиш малце. водите од како беше само вака ми. Да, ми направи хаос тука, све не поврат. Дај побрзе. Чекај, морам само да им покажам на гледачите колку прашања има за мене уште. Ама нема га срамо. А ти па демек па се потиш па се, а излегува дека нешто многу тешки прашања. Зато облеков мајца под кошула, така да не се Марко. гледа дека се под. Дај побрзе. Ти остана прекари до ден денеска. Зошто едноставно? Гледај, не. Највпечатлив проект Кај- ти бил од сите. На колку години ти Ми се- беше ти на се 23 години ми се случи? случи. А ти си го дете. Да, детиште, реално и баш ка ми се случи во период кога и татко ми почина неколку месеци, што се вика претходно 6 пола година. 8 месеци, ете, точно, ајде. Претходни така бе помалце будило период кај што мислиш дека животов нели малце се поигрува со тебе, те заебава и нема да биде како што треба. Но ете по така, не знам, се наредија работите по нешто на случајност, не знам како да кажам и Види, тука сме некако слични заради тоа што и од како почина мајка ми после кратко време демократски импулс па ми се случи. Да. Значи Бог стварно да прости. Да, Бог да ги прости нашите. враски и сите. Гледај, ја сакам да видам дека во таква ситуација сега нели ние како да сакаме да се докажеме пред нашите, барем мене ми беше како плюс порив да фатам да работам и ете да докажам дека татко ми само што виде дека ме бива за таа работа, претходно не кеше. Кога му кажав дека глума, сакам, дека ме интересира, дека сум во аматерски театар, ни на представи не ми доаѓаше ништо, дури кога требаше за на ФДУ да конкурирам, тогаш пред него му викам дај бе еднаш да одгледам пред тебе, беше дојден и актер еден наш да ме гледа демек, да види како дали ќе ме биде или не. Кој актер спот? Не, А, штета, ако го памтиш. да Миле Бошњаковски. Така. Да. Ми требаше време извини Нема да го врска, дам по па, ваквото, да дека Нема малце врска. хаос во глава. Он ме гледа во тој момент, да немам по масата. Не, ворете. И да дам поблиску на микрофончето. Здраво се. Не потопам. Не се. И тогаш татко ми за прв пат во живот го видов да се расплака и да ми пружи рака за тоа што го правам.
Демек тогаш конечно свати дека окей сум за таа работа, дека ме бива, не знам што да кажам. Ама ете за жал не дочека човекот да види како ќе се движат работите, а верам дека мојот живот ќе беше многу поинаков, да беше татко ми нели жив. Сам да кажам, имав некоја срвопочит од него. Ќе сме имале некоја подкрепа поголема. Па да, знаеш како, ама чудна работа кога си млад, еве искрен ќе бидам многу, како млад, кога го изгубив на тие 22-3 години, на секој може начин, нели пробуваш болката да сузбиеш и не ми фалеше татко ми. Кажувам искрено, си го терав животот, си правев глупостите, мислам затоа ги правев глупостите. Тоа е поише од јасно, за нели добиеш една болка што имаш од тебе. Ама и бев убеден дека нели животот окей би без татко се тера, можеш да го истераш, онака мушко си ти, нели ќе се снајдеш, не животот не си само вака така. Ама чудна работа, како поминуваат годините, брат, се поише и поише ми фали таа татковска фигура за совет, нели да ти каже може да ти се дали вака така да. Така едноставно. Тоа и знам дека животот ќе ми беше многу поинаков да беше татко ми жив. Дека ќе го терав, ќе го работев ова, ама дека мојот личен живот немаше да биде таков како што е, дека ќе беше подобро. Да, дефинитивно. Поголем мотив ќе си имал и нормално. Па да, и пак ќе кажам. Татко е татко, мајка е мајка. Мајката те сака, се грижи за тебе, ама пак треба машката рака да каже дома, еј, мајмун. А машката рака го не тропне? Не, ама јас сум барем таков човек, не знам. Можеби нели другите се поинакви, доволно е да му каже мајка му седи тука и он ќе седи. Ја не сум бил од тие луѓе. Мајка ми вика седи ако зинат низ прозор и пам надвор, ме разбереш. Види денеска малку во однос татко ми не ме тепал и тоа да се разбереме. Ми имаш шляк на тој еднаш, ама не ме тепал, не било така агресивен према мене, ама кога ќе застанел над мене, кога ќе ми кажал, ама си имал некоја малку и страв. Така. Да. Па денеска нема и тоа. И пачка нели и она желбата да не ги разочараш исто така. Тоа ми било и некако кога татко ми почина некако да распадни таа работа, да ми како да престана да ми биде гајле, дали ќе разочарам некој друг си го терам мојот живот. Јас не сум разочаран, мене самиот, све е во ред. Ама после сваѓаш дека не е така, не си само ти на планета. Глупости е. Те сакаат и други луѓе, се грижат за тебе и други луѓе. Значи, тогаш свати дека си создаден за медиумскиот свет, за водител, за шоумен, дете, не, пака гледа. Или уште мал. Па реков денеска дека ќе бидам искрен и вака. Од дете ме привлекувало шоу бизнис, музика, филмови и така натаму. Од дете, значи фамилиарно се собиравме, голем поздрав до сите мои братучеди, огромна голема фамилија сме. Бевме 7-8 братучеди кои што идевме летно време и правевме представи на фамилијата наша. Куќи имавме во Струга, трпезариска завеса имаше, така беше поделена дневната од трпезаријата со завеса една. Со кој праше представи? Со братучедите. Се договараме и правевме проби претходно и се и после, разбираш, глумевме пред нашите, ќе ги викнавме тука и соседите што се други роднини плюс што се дојдени, ќе се соберат луѓе, наплаќавме карта нешто по 10 денари таква работа и глумевме пред нив. После тоа почнав со музика да се занимавам, ти викам цел живот ме влечело шоу бизнис да речем, ајде така ќе го наречам. Ама она што најмногу ме натера да почнам, ете, да бидам во центар на внимание, да сакам да бидам во центар на внимание е да можам да влегувам по дискотеки во 90-ти години, брат. 94-5 година, тоа имав 14-5 години, 14-15. Ова сега да сакам да го изговорам, нема да можам да го кажам. Да сакам, нема да можам да го кажам. Колку години си имал? 4-15. Губи пегава. Да тие години, тогаш 94-5 година е тоа во Скопје, работеше Силекс, дискотеката, Мусандра, Метропол и брат, никаде. Да, 45 браце, 14. Да, 14. И имаше проблем тогаш. Вратарите одлучува кој ќе влезе, кој не. И сега те гледат тебе, ако не те знае или ако си као мене 50 кило човече со научарчиња. Мима вратено мене. Не те пушаме, мене го пати ме враќале. Брат, мене ми имаат вратено со девојка во Силекс, значи со девојка вака зарад ти вика девојчето може, ти не може, ти седиш а таа влегува нормално. Так со другарки да се чекам натре, чао. И те остати како глуп. Сигурно. Така нема, што идеш во парк. Седаш и така почнав со алкохол.
Тоа беше. И ми беше желба, викам, неле, ова не може да ми се случи во животот и Да не беа пуктат бев, вратарите. Најмногу сакам да бидам славен, познат, за да можам да влегувам секаде каде што сакам. И после влегував и Марко, ајде. се Ти вика, дај побрзај. Бра, после тоа немаше врска со тоа дали те знаат или не те знаат, почна други времиња, почна карта да се плаќа убаво, да си влезеш, можеше дискотеките поголеми. Јас не го памтам тоа време, јас имам враќано така. Да, е супер. Значи секоја генерација си има свое враќање на ова. Ама паметам дека еден вратар си помина лошо така. Во Струмица испаднавме со братучетка моја. Бог да ја прости, почина на 24 години. Бог да прости. Ете, живот. Војко ми беше инспектор во Струмица и она му се јави, тато не пушта тато, и за незе тато е тато. Отиде на шамаре, го дигна обезбедувањето и видиш како се влегува, после марче нема. Сега бирање. Па добро, ама така требало да биде. Ме гледаш колкав сум, мислам дека ништо од тепањето на вратари не правиме. Така да мене најдобра опција ми беше другар да бидам со нив. И ден сум. Поздрав. Марче, кажи ми, се случи, околу сега ти што го спомна, јас само да ти се надоврзам сакам, ке заборавев, а тоа е дека, например, па мојот папа, јас прав циркус. Ти си прав представ, јас правев циркус и 30 денари карта набаѓав, не 10 денари. Ама тоа заради животните? Животни, фаќав пајаци, фаќав буба шваби, фаќав, мислам, не буба шваби, бубачки, пардон. Па добро и буба шваби што. Од буба шваби имам страв. Да, што? И до ден, грозно ми е, не можам. Гуштери, секакви, со точак возев и правев шоу. Ушо тогаш, да, ушо од дете. Супер, што не продолжи така кариера? Баскер да бидеш. Да патуваш низ светов. Па, веројатно не со пајаци жонглираш. Да, фрли ја буба швабата. Не, гајле. Сега ќе жонглираме со мајмун. Добар си. После тоа ти се случи листа за 300 или уште некако? Да, тоа преска кога ми рече за дај побрзај, демек сите те знаат како дај побрзај. Сега имаме промена на генерации, другачи ме познаваат. Тебе сега се сретна пред некое време со другарчи и синчето него. Малиот негов 7-8 годинки вика, еј, го знаеш, Марко дај побрзи, малиот вика, вака се врти, вика, да бе, листа за 300. Бе, разбераш и добро, знаеш и така одма дека малиот е за викенд кај баба и дедо. Дека само баба и дедо гледаат телевизија. Тоа е тоа. И го замарат со листа за 300, ама сам да кажам важно те знаат. Не, се ме знаат, тебе сега интересно ми е, не го сваѓам тоа уопште, баш напротив, многу ми е смешно интересно. Поминувам да речеме кај Бисер и ми се дерат тоа, листа за 300, листа за 300, гужва све, фе нормално идеш и се смеат. Мене ми е многу симпатично и убаво и се надам дека понатаму ќе ми викаат. Верен фан си, малку да го офатиме повеќе спортот. Верен фан си на нашата репрезентација, ракометна, фудбалска, секаква, така? Да. И сега Арнова те кана ти во сали за да бидеш мотиватор. Па тоа така да го кажам, мотиватор, како, нели? Да. Со микрофони ти ја подигнуваш. Да, сега ме поканија на последната утакмица која играше Македонија. Ти дошол ли да псуеш, Како не, да, пат мислам и дека ми се испушти, ама галама дека во салата не се доброто кај микрофоните во сала и кај салите што не се слуша убаво бе. Има ехо, некој галама е, ќе фатат нели кој викаш ајде за песна да јави се Јужна или нешто, а у Македонија знаат што е, ајде викај. Иначе меѓу време ја мислам дека ништо не се разбира, ама добро. Ме викнаа, смешно беше пред неколку години. Ова е втор пат да ме викнат за да бидам мотиватор, нели? Прв пат ме викна пред 7-8 години. Исто македонска репрезентација, ракомет. И најако беше, појма немам што како се одвиваат работи, тоаш па ништо, за спорт си гледам дома, не знам што се случува на терен. Одам, идат у напад нашиве, да речеме да вика Македонија, не, идат у напад нивните, ние се браниме, ја вика Македонија, да рече, ајде Македонија, тоа се викало Македонија кога се иде у напад. Тоа се идело, кога идат овие у напад се свирело, бе, да, ама ја, кај да знаеш, сега знаем за ова, така, партали ги направи. Ги утепав таму. Чекај, им донесе среќа или? Појма немам, брат, дечките си игра како што треба, да не им ја зимаме заслугата на нашите ракометари кои што одлично одигра. Со 9 гола мислам дека. Да, со 9. Брат, беше близко прво полувреме, гол за гол си играше. Леле, викам, ова нервите ги ми ги скина. Ама, брат, тргна после. Косата ми. Да, леле, не пела беше што претходно. Ајме се. Ама не, они може само да ме зацрнат.
Не, лошо звучи да ме зацрна. Може да ме зацрнат. Да, ме побелеа, ме болја беше, ајде, добро. Среќа што имам уште малце. Ти убив и од мамање масата, се извинувам на гледачите там. Марче, кажи ми, дали, едно искрено прашање, конечно, дали полесно ти одело со девојките кога си бил пред брак или во брак? Мислам, лошо звучи, не го сакам да кажам, дали сега те напаѓаат, например? Не. Не, нема што да напаѓаат, видиме со бела коса, без коса. Бела е тука, таа што има, а таа што нема ете вака. Не ме напаѓаат. Или ти ги напаѓаат? Барем ја немам чувство дека некоја мене ме напаѓа, ама пак ќе кажам, брат, не сум ни излегол, а и се сомневам и да излезам дека некој ќе ме напаѓа мене. Така да, тоа да. Јас сум среќен што жена ми ме нападна мене и што е уште со мене, па така да се е добро. Се нападнавте заедно. Седур ме напаѓа она мене. Све во ред. Марче, сакам да те запрашам, брат, дали имаш да додеш уште нешто случајно, дали Не, како си поминат, мислам денеска, дали беше лабаво? Да, не очекував дека вака убаво лабаво ќе си поминеме. И пак си дојдеш. Да, криво ми е што ете не направивме муабет за политика, мислев дека ќе дадам неколку совети како да оправиме целата ситуација, како да побрзо да влез во ЕУ, како да го Економија, намалиме спорт, оние така. 5% кои што треба на НАТО да им ги дадеме, да не ги дадеме, туку да земеме и така. А имаше ти решенија за овие? Некете да ме чуете. Некет. Ке си чекај одам да те- демонстративно напуштам. А чекај, брат, стварно, во градов има многу ѓубре. Има ѓубре, брат. Не, мислам, реално, Очено, да бидеме страшно, ѓубре, страшно. што мислиш, државава ни се мислиш? дави во ѓубре, не е само градов. Да е само еден град Скопје ќе биде супер. Тама Градоначалници тепаат. Дали заради хаос е, ѓубрето го брат, тепаат, гледај, дали? не знам што да кажам. Не би сакал да коментирам нели Ама политички немој сега, ситуации, сега. ама искрено да, се давиме во ѓубре, малце е хаотична ситуацијата, не смее да се случува тоа што се случува без разлика дали некој ја сака Данела, дали не ја сака. општо збор. Да, не сме како прво, не сме да се маваме како луѓе еден со друг. А не па да маваш човек што е на функција, пушти жена и така ред други работи. Ме разбира, глупаво е Си да удрил се жена? Не сум удрил жена и не имам никаква намера некојаш да удрам искрено. Претензии Немам. не Немам. бе. Гледај, сум доаѓал во ситуација да врија тука да ми ама не сум го направил, тој нема да го направам. Мислам дека тоа не разликува нели од да си социопата будала некоја. Ама слушај се, може и се плашиш па. Ја во една емисија твоја Да, добре, имам јака е слушано жена, бе. дека е жена ти, повеќе на пример Да, она кросфит спортува, нели? тренираше, тренираше, е сега веќе не посилна, со деца. Дига нема повеќе време, од ама тебе, викам, тя замисли Дигаше. дека ќе залепи една. Дигаше првите тренинзи. А дигаше сега не. Да, сега ти си поек. Да, се јас сум поек. Знаеш кај одма текно ни на селјачка фора, што морам да ја кажам. Не знам, ако сакате кратете ја после. Не, кажи. Как девојче, вежбаш, идеш у сала? Да. Дигаш тешки работи? Да. Тој дигни го. Да бе, најселјачката фора што јам слушато покрај мене да каже човек и да не го истепам. Тоа е тоа. Ова е јако, треба да се обработи во некој мој скеч, може и тоа ќе биде. Нема проблем. Само немој да бараш авторски права, те молам. Не барам. Буџетот ни е Ништо не ограничен. барам, брат, само од мене барат. Марко, ти благодарам, брат, многу Ти знаеш, што тама ни дојде, што ни не угостои. Удостои. Удостои. Ја да тресам Како иде? си глупост. Па не само ти. Че не знам што кажа, брат. Што не удостои? Не, за преска. 4-5. Не знам, тоа не може да го каже никој друг освен тебе. Ја не може. Еднашка у живот и Ќе ме го тоа. пратиш та. Ќе го Секи ти прати. Стари, ја ќе си го снимам, бе. Што ти е? Се данлодирам. Ти благодарам што ни дојде и сакам да ни дадеш повторно, нормално со некои Сега. нови глупости. Нема проблем. Во меѓувреме. Добре што рече глупости, реков ќе ми кажеш да ни дојде со некој паметен муабет, па ќе што ќе ја правиме, брат. Ќе треба да сеам сега да се спремам дом. Да си почиташ, Марко. Фала ти трече за поканата, да ми го поздравиш и Хари, твојот сокол дома. И не сум ти заборил дека ми вети дека ќе ме носиш на летање заедно, да го летаме Хари. А, памтиш, Да, памтиш памтам. обавезно ќе го летаме. Море, Боже, ми памти. звучи празно, ама памти. Ама сепак не е баш така. Драги мои, драги гледачи, почитувани, како што имам секогаш и да ви кажам, тоа беше Марко Новески, нашиот Марче.
Мој драг пријател, мислам дека си поминавте одлично во овој наш подкаст. Ако ви се допадне ова видео, а нема ако, знам дека ќе ви се допадне, стиснете лайк, споделете го како би допрело до што поголема публика и нормално дека треба да стиснете subscribe на нашиот канал како би добивале известување за сите подкасти. Се гледаме.